извештај имаме преполување на бројот на нови прегледи, односно прв пат прегледани пациенти. Значи во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи преполување, претпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Истовремено да се заблагодарам на гостивачани за зголемената соработка со здравствените власти. Значи веќе сега можам да кажам дека имаме скоро 500 извештаи за заразни болести и 192 епидемиолошки анкети. Ова е многу важно, бидејќи во оваа фаза, заради објективност на постапките, ние мора да ја поставиме точната хронологија на настани, да ги восстановиме првите случаи, како започнало, како продолжиле настаните и морам да го изразам своето задоволство за зголемената соработка. Во делот на контролни мерки, Институтот за јавно здравје вчера веќе земан нови примероци од водата. Земени се 9 примероци од 2 чешми, од 2 градинки, од општата болница Гостивар, од една џамија, од една црква. Значи, земени се примероци од различни локации, од различни тип на установи. Земени се примероци за вода и од чешми на семејства каде што има повеќе инфицирани. Резултатите ќе бидат прелиминарни готови утре, кои ќе влијат на препораките за начинот на постапување на населението. Во овој момент се уште важат препораките издадени од АХВ. И третата последна работа со директорот Еми Барами, тука восстановивме што се е потребно за надополнување заради интензивното празнење на нивните залихи на лекови суплементи, што се е потребно да добијат за да ги имат тие залихи тука и во текот на денешниот ден и утрешниот ден ќе биде надополнет инвентарот во болницата. Надвор од оно што министер Тошковски го кажа, и Институтот за јавно здравје и Центар за јавно здравје ќе вршат редовни собирања на вода за да се осигураме во како да работите. Дали стравувате од можни... Центарот за јавно здравје објави дека водата може да се пие. Дали сте побарале од нив каде овие информации? Само се извинам уште еднаш повеќе на 13-ти објави Центарот за јавно здравје. Гостивар дека може водата е поврзана. на 13 јули. Немам таква информација, ќе проверам. Па на 25 6 месец се ставени пумпите според обвинителството. Сте разговарале со директорот кога почна да се покажи бројот на пациентите и зошто не дал некој аларм дека Значи, јас во саботата кога бев тука, во состојба на мојот разговор со епидемиологот тука, со одделот за инфективни болести, нивното разбирање беше дека првиот пациент или првите пациенти дошле околу поног на 13 јули, веќе на 14 јули имаме зголемување на бројката. Морам да кажам, ние мораме да ги обработиме епидемиолошките анкети. Веќе имаме 192 епидемиолошки анкети. Да ги поврзиме сите точки, пошто можно е да имало случаи претходно. Значи да видиме колку е тоа значено, како е значено, пред да скокаме во заклучоци. Јас ги повикаме сите што контролирале вода во тој период, бидејќи јавното комунално има законска обврска за секојдневна контрола на квалитетот на водата и тоа ќе биде земено во предвид. Меѓутоа не барете сега да кажувам работи што мора да произлезат од објективна анализа. Јас неколку пати сакам да кажам дека да ги преземавме сите неопходни чекови,
сега во состојба на анкетите да дојдеме до една објективна анализа и уште еднаш да кажам, бидејќи ова не е прв пат гостива да страда, најдов 2017 дека имало над 800 случаи пријатни, да со таа анализа дојдеме до решенија кои на трајни основи ќе сменат состојбата. Да се избегне да за неколку лета повторно се јави некој ваков проблем. Така да верувајте дека длабински и објективно ќе пристапиме. И на 13 анализите според покажува дека се водата се пие. На 14 е појавен првиот пациент. Значи че барате одговорност или Ја немам информација дека обвинителството рекува дека на 13 водата е добра, мислам. Стварно не можам да коментирам нешто што немам информација. другата работа. Една поплака вака, значи ние секој ден сме во гостивар. Од кој да земаме изјава во гостивар дека директорот не дава изјава. Говориме за кој директор? Па за директорот е. Директорот Еми Барами е во директна комуникација со Министерството. Директно го информира Министерството и морам да кажам дека имаме потреба за агрегирани информации, бидејќи скоро половина од случаите не се од општата болница гостува, туку се од здравствениот дом гостува и затоа во основа преземам јас како министар за здравство да ги споделувам овие информации, пошто јас надвор од болницата ги добивам информациите од здравствениот дом, како и од Институтот за јавно здравје и како и Центар за јавно здравје. Медиумите кои ти ги информира? Еве тука сум. Во саботата бев тука, имав пресконференција, вчера имавме пресконференција во владата, денеска сме повторно тука. Значи 3 дена поред даваме информации. Дали има место во болницата, каква е ситуацијата? Нема лежачки пациенти, значи нема, мислам дека последната бројка како претходната 4, не се истите 4, тие 4 имаат заминато дома, се имаат 4 други. Во основа се тие пациенти со коморбидитети кои лекарите ги задржуваат преку ног за да ја следат полесно состојбата нивна. Стравувате ли од посериозни зарази како што е хепатит А, што алармираат и дел од микробиолозите, епидемиолозите, нешто што се манифестира 4 до 5 недели по заразата, и дали имате некаква стратегија за следење на тој период? Значи ние да кажам дека го зголемивме бројот на копрокултури кои ги земавме покрај локалните анализи тука, истите се анализираат во клиниката за инфективни болести. Резултатите од таму е посовремена опрема се добиваат доста побрзо и тие резултати се споделуваат со лекарите во општата болница во Гостивар. Значи лекарите во општата болница имаат повратна информација што е пронајдено во фецесот кај пациентите. Во моментот нема ниту еден со хепатит, тоа можам да го потврдам. За 4-5 недели ќе има некакво дополнително прегледи на заразени? Значи ние ќе ги следиме сите. Инкубацијата на хепатит А не е 5 недели. Според епидемиолозите? Видете, изворот на проблемот е прекинат и тоа се одразува во намалување на бројот. Сите ќе бидат епидемиолошки следени. Сум задоволен од подобрената соработка на гостиварчани со здравствените власти, така да продолжи. Ние ќе ги контактираме, ние ги имаме телефонските броеви на сите што беа тука, ќе ги контактираме, ќе ги следиме сите. Значи сме целосно посветени да не само помогнеме во ситуацијата, туку има извлечени лекции што треба да направиме за да ваквите состојби се превенират во иднина.